конкретно последниот како од војната во Украина што ќе решеше за 24 сата, еве го сега дигна, како да дигна раце, сега се пренасочи кон израелско-иранскиот конфликт, меѓутоа и тука откако на толку силни зборови дека ќе му помага на Израел, дека ќе чествува да извршна наредба за сад војската е на готовност, меѓутоа се колеба да донесе таа последна наредба за да почне да действува, и тоа колку што ги следев анализите што ги прават во светот е главно поради две точки. Првата е што најде на негодување во самата мага база. Негови најблиски соработници, големи подржувачи на Make America Great Again, како Банон, се против вмешувањето на САД во војната на Израел со Иран. Се плашат пред се дека тука ќе им се случи втор Ирак, така ни го нарекуваат. Знаеме дека по самото прашање јавно имаше разидување меѓу Трамп и портпаролкава на Стейт департментот. Тоа е едната главна работа поради Трамп во моментот се уште се колеба. Денеска даде повторно неговите фамозни 2 недели што ги потребува толку често, даде 2 недела и временска рамка за да разговараат со Ирак пред да почнал да действува.